Денеска е сабота, велика сабота пред Христовото воскресение. Најголемиот празник во нашето православие, Великден. Во четвртокот, како и секоја домаќинка, си вапцав само 3 црвени јајца колку за адет. А денеска, пошто е сабота, ги вапцувам останатите јајца. Сега тие денеска можат да видат во најразлични бои и декорации. Јајцата прво ги вариме така, без боја. Приготвуваме најразлични бои по желба: црвена, зелена, плава, жута. Ги раствараме со врела боја во финџалче. Посебни финџалчиња и лажичиња. И после, откако ќе ги свариме јајцата, додека се врели уште, земаме и кухинска книжна салфетка, земаме едно врело јајце, го завиткуваме во хартиената салфетка, ставаме од сите бои по малку, го завиткуваме и го оставиме да се олади. После тоа, се добиваат овие најразлични шари што можете да ги видите. И најпосле се премачкуваат со зејтинче, една салфетка со зејтин. Сега, освен јајцата, за овој наш најголем христијански празник, ние приготвуваме од се по нешто. Например, јас направив едни великденски колачи, кои што се исто така многу лесни, брзи и вкусни. Овој рецепт содржи 1 диго квасец, 100 грама кокос, 200 грама гриз, околу пола кило брашно, 3 јајца, 3 финџали зејтин и 3 ванили. Сето тоа заедно се замесува и се остава да кисне. Штом ќе скиснат еднаш, се прават фигури по желба. Јас, например, овие ги ставив во модлици. А може да се вадат и со чаша. Овие јас ги направив во чест на нашиот празник со пиленциња, зајчиња, кошнички, најразлични декорации. Секој може по свој вкус и декорацијата да си ја направи. Откако ќе ги формираме, ги оставаме уште еднаш да покиснат и потоа ги париме со шербет. 1 кило шеќер, 1 кило вода, 1 сок од 1 лимун и 1 ванила. Се пари, што е најважно, врело на врело. Сега, освен колачите, јас се потрудив да направим и еден солен венец. Овој солен венец го направив од 1 кило брашно, пола кило млеко, во кој што надоаѓа 1 квасец, 2 јајца, 2 лажици шеќер, 1 лажица сол. Сето тоа се замесува и се остава да кисне. Откако ќе скисне, потоа се прават кифлички, венци, разни фигури. Многу е исто интересен и лесен и вкусен.